почитуван колега, раздор, криминал, богатење на грбот на граѓаните, луксус, палати, корумпирано судство, лажен патриотизам, пренатрупана администрација, плюс 30.000 вработени административци, осиромашен народ, и јадници луѓе невработени, ама консумирање на функцијата до максимум. Ете, тоа е класичен опис на ВМРО ДПМНЕ. И не е само тоа. Имаме и незаконито криминално работење, имаме роучоу од 120 милиони евра, имаме паралелен увоз на лекови, фалсификат лекови. Имавме катастрофално здравство, катастрофално образование, Кембридж образование. Имавме катастрофално земјоделие, неисплатени земјоделци. Наследивме осиромашена и опустошена држава. Зошто? За двајца, тројца богаташи да си стават се во своите джебови, да ги остават сите граѓани осиромашени да живеат во нашата држава. Па тоа веќе нема да го видите, тој филм веќе нема да го гледаат во нашата држава. Заради тоа, последните години се воведуваат многу мерки кои што апсолутно за вас не се важни и не ги поддржувате, како што се, например, субвенционираниот студентски оброк за 30.000 студенти, кои што сега ги земаат, ама вас не ви текнало во тоа време, дека има студенти на кои што им се потребни средства. Имаме недела неработен ден, за вработените кои што работеа недела, поготово во маркетите, ама вас не ви беше гајле дали фамилиите може да си ги видат или не може да си ги видат, па сега тие се дома во недела со своите фамилии, вас не ви е гајле за нив. Имаме мој ДДВ, назад им се враќаат на граѓаните во нивниот домашен буџет. Имаме 720 образовни асистенти за децата кои што имаат потреба во настава и за нив не ви беше гајле, не ви текна на нив. Имаме 110 реконструирани училишта кои што се распаѓа, ги наследивме во катастрофална состојба. Па сега годишно се реконструираат по 110 училишта. И ред други проекти, поготово за патиштата кои што ги спомнавте, почитуван колега, во вашата општина погледнете си 70 милиони евра, кои што тука ние ги гласавме во собранието, во секоја општина се реконструирани локалните патишта благодарение на оваа власт, а не благодарение на расипничкото трошење на вашите градоначалници. Само продолжите вака, уште долго ќе си останете во опозиција. Благодарам.